Добар ден, и од мене денеска стартува третата сезона на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма, каде за децата и детското здравје разговараме од медицински, психолошки и секако педагошки аспект. Поаѓањето во градинки или јасли е голема промена и стрес како за детето, така и за родителите. Првиот ден во градинка за детето значи соочување со нов простор, и то не само физички, туку и запознавање со нови возрастни лица и со навики кои што се разликуваат од оние во родителскиот дом, а родителите пак од друга страна покрај грижата дали нивното дете ќе се адаптира на нивната средина, се соочени исто така и со стотици прашања како тие треба да се однесуваат во одредена ситуација, како тие да му помогнат полесно да ја прифати новата средина. За сето ова подетално со денешната гостинка, со примариус доктор Мери Бошковска, психијатар за деца и млади од приватната здравствена установа Ремедика. Добре ни дојдовте. Добро ве најде. Исклучително актуелна тема. Да. Денеска децата почнаа да одат во градинка. Како што веќе споменав, тоа е голем чекор за секое дете, бидејќи е тој чекор кон осамостојувањето, предизвикува стрес, нова средина, нови возрастни лица, врсници многу, поинаква храна, дневен режим, што за некој исто така представува проблем. Па какви се можните реакции на децата кога ќе појдат во градинка? Како се може да реагираат? Децата реагираат различно. Сите овие работи што ги набројавте претходно се клучот каде што детето доаѓа од една примерна средина семејството, каде што имало навики, ред, различно, зависи како го воспитувале родителите детето, и кога поаѓа во градинка му е потребен период на адаптација, како би се прилагодил на тие сите нови лица, простор, врсничиња и така натаму. Некои деца без проблем се адаптираат во градинката и уште од првиот ден немаат никакви проблеми, додека кај поедини деца може да се јават отпори, да биде тоа, како што рековте, стрес за самото дете и да реагира на различен начин, односно со емоционални проблеми. Оно што најчесто родителите ќе го кажат е дека тој плаче, вришти, наутро додека одат до градинката се тегнат, се влечат, не сака, кажува дека не сака да оди, или пак и без да го има искуството може да се јави тој проблем да најчесто со плачење реагираат. Меѓутоа, од кога ќе дојдат дома, детето може да се повлече, може да стане како отсатно, може да стане нервозно, да стане агресивно. Зависи од возраста на детето, може да се јават проблеми со спиење навечер, да има потешкоти при заспивање навечер, да го одлага спиењето или да плаче во сонот, или пак да се јават проблеми со исхраната. Да не ги плашиме родителите. Тоа мораме да кажеме дека се преодни симптоми, односно преодни знаци кај детето на таа нова адаптација во таа прва за него социјална средина, или како што велат уште популарно за градинката, тоа е прва социјална школа, училиште на животот, од каде што почнуваат детето да се социјализира и влегува во еден друг екосистем, како да кажем. Дали детето на која било возраст е подготвено да појде во градинки? Дали е точно тоа што некои психолози велат дека детето треба да се запише во градинка или пред првата година или после третата? Што е карактеристично за тој меѓу период од психолошки аспект кај детето? Па да, од психолошки аспект, значи најдоброто време кога детето би требало да се запише во градинка е некаде третата година, измеѓу третата и четвртата година, зависно од зрелоста на детето, од психосоцијалната зрелост на детето. Но се разбира, има многу родители кои што нема кој да го чува нивното дете или немаат материјални можности да обезбедат дадилки кои што ќе се грижат за нив, па мораат уште од 8-от 9-тиот месец детето да оди во градинка, односно во јасли, тоа е веќе јасли, каде што нели физички ќе биде негувано, чувано, воспитувано. Кога зборуваме за социјализација, значи во градинката се остварува социјализација. Детето развива другарства со другите врсници и тоа е еден психолошки момент кој што реков битен е измеѓу третата и четвртата недела. Еве дури во некои западни земји имав искуство лето во вакав разговор со родителите, да речеме третата година и да има кој да го чува детето, они сите децата се запишуваат во градинка. Тоа нели кај нас така важи,
Но зошто е тогаш важно да тргне детето во градинка? Затоа што до третата, четвртата година, значи детето може да му приде од психолошки аспект кога разговараме на другото дете и тоа да му ја земе играчката или да нешто заедно го погледне, игра со него. Меѓутоа правата игра, тоа се вели паралелна игра измеѓу од втората до третата година, четвртата. А потоа почнува таа взаемна колективна игра, фантазиска игра, која што многу е важно, нели, да се остварува за добар психолошки развој на децата. Така да тоа е многу индивидуално и зависи од многу фактори, нели, кој има да го чува детето, кој да се грижи за него, но родителите се свесни за оваа потреба и градинката станува многу важен, нели, сегмент во социјализацијата на животот на децата. Колку време би требало да трае адаптацијата на детето во градинка и од што таа зависи? Дали зависи од самото дете или пак тука имаат улога и воспитувачите, па и самите родители? Адаптацијата кај децата, реков, е многу индивидуална и тоа многу зависи од претходните искуства што ги имало детето. Всушност, пред се тука би го споменала темпераментот на детето. Темпераментот од аспект на пречувствителност. Едноставно, вие може да имате две деца, да ги воспитувате, да се трудите, нели, слично исто, а сепак едното да има проблем, сосема различно. Едното без проблем да се адаптира, а другото да има проблем и некој дури воопшто да не ја прифати градинката, да речеме, никогаш. Значи, тоа зависи од темпераментот, пречувствителноста. И сега рековме дека и претходните искуства. Што значи тоа? Дали детето имало некои болни сепарации, односно болни одвојувања, дали имало потреба од некакви медицински хируршки интервенции што стресогенно делувале на него. Колку детето било, знаете, имаме ние семејства што се од затворен тип, каде што детето, жаргонски кажано, не било мешано со други деца. Немало искуство од дружење, излегување, значи семејство кое што е затворен, тука е мама, некогаш тоа може да биде од реални причини, некои семејства се преселуваат во нови средини, таму немаат пријатели додека запознаат. Значи, мајката е цело време со детето, детето силно се приврзува за мајката и тие искуства, значи, ако не се шират со врсници, одење во игротеки, со други деца, детето кога започнува со градинката може стресогено да ја доживее. Исто така, ако во семејството има расправи, ако има дисфункционални односи, ако има разводи, ако има насилство, значи детето исто така може таа напната и конфликтна семејна средина кај детето да предизвика несигурност и детето кога оди во градинка да има проблем со сепарацијата, со одвојувањето од родителите. Ги споменавте оние семејства кои што се позатворени, каде што детето е силно приврзано за мајката, детето доколку нема брат или сестриче, во таков случај пак родителите сметат дека што порано е подобро да се запише во градинка за да си игра со другарчињата. Но веќе споменавте играта, а тука и воспитувачките понекогаш знаат да кажат дека во тој период пак до третата година децата повеќе сакаат да си играат сами отколку да се играат со останатите деца. Дали треба да се брза во ваква ситуација да се запише детето пред третата година или сепак треба доколку имаат можност да се причека и да се запише во оној момент кога е вистинскиот од психолошки аспект? Да, ево ова е вистинското прашање, зашто многу родители си го поставуваат тоа прашање кога доаѓаат за други проблеми кај мене во ординација или било каде. Значи, они секогаш прашуваат ако има детето проблем, дали е добро да тргне во градинка. Тоа е многу индивидуално прашање и реков за некое дете без проблем може да биде, а меѓутоа и да има кој да го чува. Вистинското прашање е дека измеѓу третата и четвртата година треба да започне таа социјализација, значи тоа дружење со врсниците. Претходно ме прашавте колкав треба да биде тој период на адаптација ако детето плаче, ако детето ги има овие емоционални проблеми што претходно ги кажав. Значи тој период треба да трае трае најчесто до 3 месеци, да речеме можеби 3 недели, 2 месеци на некое дете и 3 месеци му е потребно да се адаптира. Но доколку до тогаш се присутни силни емоционални проблеми, како плачење, воспиење, проблем со исхраната, како што претходно кажав. Родителот треба да побара стручна помош, да поразговара со психолошките служби, педагошките во градинките, да разговара со учителките, со негователките. И тоа треба да го свати како учителките се негов сојузник во тоа, да каже некои специфичности за детето, за да може што побезболно тој период на адаптација
се надмине. Но знаете, проблемот не е секогаш само кај децата. Тоа е обостран проблем. Вие има симбиотски однос на мајката со детето, каде што таа, условно кажано, не може да се одвои од него. И доколку мајката при тие разделби е со насолзени очи, или доколку е она самата многу напната, анксиозна, како ние што велиме, детето ја чувствува таа напнатост и тоа во себе мајката емоциите. И ги пренесува емоциите и детето тоа го доживува дека тоа нешто може непријатно таму да се случи, не се чувствува сигурно без присуство на мајката и едноставно одбива да оди во градинката. А во однос на игрите, што споменавте, значи во развојот, во психолошкиот развој на детето, тука мислиме на когнитивен, на сознаниот развој, нели развој на интелигенцијата, развој на моториката, значи кога децата ќе се родат малите деца, они имаат таа игра, ги фрлаат предметите, па им ги даваме предметите, па ги фрлаат. Таа игра е дека детето учи дека нешто оди па се враќа, вака символично ако гледаме. Па почнува таа символична игра, значи тоа е некаде од година и пол-две. Кога детето и само се заигрува, што значи тоа? Учи мечето спие, мечето јаде или куклата ја храни, зборува на телефон, како мама пие чај, па тоа имитира и значи тоа е прва една фаза на игра која што детето си се окупира самото или гледа како другото дете игра и имитира, а третата година или четвртата, рековме, почнува таа взаемна игра. Ајде сега ќе правиме паркинг, ајде сега ќе ги редиме колите, ајде ти оди на пазар, јас ќе го чувам бебето. Значи, тоа веќе се развива фантазијата, се развива мислењето и играта станува покомплексна, што зборува за еден добар психолошки развој на детето. И тука градинката, освен самата игра и дружењето со врсниците е клучниот момент за добар развој психолошки на детето. Ајде да позборуваме за првите денови. Денешниот ден првиот ден, но вториот, третиот ден од како детето ќе биде оставено во градинка, што треба родителот да направи? Дали е пожелно неговото присуство во ходник или не знам дали им дозволуваат да влезат внатре неколку минути или пак половина час? Дали колку време детето треба да престојува на самиот почеток во градинка? Има ли некои основни правила кои што треба да се следат или повторно и тука има некаков индивидуален пристап? Па, секој дете е личност и индивидуа се гради, таа личност созрева, нели? Така да и пристапот е различен. Рековме, темпераментот го обележува детето. Но што е битно родителите да знаат и претходно? Ако детето претходно не одела во градинка или е на 2-3 години, а треба да се направи таа адаптација, добро е родителите, значи, претходно да го припремаат детето, на начин, ако немало одвојувања до третата година, до втората и не е добро да има одвојувања, бидејќи децата немаат, психолозите велат, константност на објект. Што тоа значи? Детето, ако не ја гледа мајката во видното поле или таткото, кој ќе се изгуби од видното поле, психолошки детето не може да разбере дека таа ќе се врати. И од тој аспект не значи дека исчезнала. И дека нема можност дека не знае дека ќе се врати, така тоа мисли. Нели, ако кој ќе тргне во јасли, со искуството го учи дека мама се враќа. Меѓутоа, она што е важно за родителите е да, ако немало одвојување, како што реков, да почнуваат тие да се вежба тоа рано, кратка сепарација. Да остане кај баба, да остане неколку часа, па да остане некојаш и да преноќева. Мислам, преноќевањето може да биде, нели, проблем ако детето не е навикнато, но да почнува кратка сепарација преку ден. Всушност добро е родителите, ако детето е, како што споменавте, може да биде единче, немало искуство со други врсници, да одат кај пријатели што се, нели, со деца на иста возраст, да оди во игротека. Значи детето да почне полека да ги учи тие социјални правила, дека некое друго дете може да му земе играчка, дека да научи да чека ред, дека тој па. Знаете, понекогаш за единчињата велиме тие се малце егоцентрични. По природа на нештата, децата до третата година се егоцентрични и тоа што значи? Постојам јас и поаѓам од себе, дека јас сум и другите не постојат, се не во буквален смисол. Значи, тука во градинката детето претходно ако ги вежба тие социјални искуства, нема да најде на фрустрација, знаете, друго дете да му земе одма да плаче, да се повлече и утредента да не сака да оди во градинка. Значи, припремата е важна. Исто така многу е важно родителите кога им објаснуваат и кога им зборуваат на децата. Знаете, погрешно е да се вели, сега ќе одиш таму и треба да бидеш умен, треба да бидеш многу мирен, требаш да ја слушаш учителката и не случајно да не си плачел, само бебињата плачат. Значи, таквите пораки не се добри.
што сето тоа и со најдобра намера родителите нели го кажуваат, мислејќи тоа рационално, мислејќи дека ќе го подготват добро. Да. Тоа рационално убедување не е корисно, но детето тоа од негов психолошки аспект, значи како дете гледа на 2, на 3, на 4 години, доживува дека тоа е нешто опасно, јас морам да бидам мирен, таму има ред, значи ние вместо да го опуштиме, ние му даваме некои пораки што може да го уплашат, всушност да го направат несигурно. А сигурноста е секогаш тука покрај мама и кај тато. И тоа него ќе го загрози кога значи што треба да му се каже. На каков начин да му објаснат што е градинката? Па дека мама и тато ќе го носат таму или мама ќе го носи, зависи наутро кој го носи, дека таму ќе остане известно време, дека мама ќе оди на работа, дека таму тој ќе игра со другарите, дека ќе јаде, дека ќе спие, ако од почеток уште нели тоа спиење се препорача, и најчесто децата отпор им се уваат, не сакаат да спијат. Тоа е проблематичниот дел. Тоа е проблемот и тука она повторно да кажам што претходно споменавте дека зависи од градинката и договорот на родителите со учителките, со службите таму во градинките. На некои родители им се дозволува да останат 15 минути, половина час, или 1 час да остане со детето, да го наблюдува додека детето се десензибилизира, додека детето се привикне на тој нов амбиент, нели на таа нова средина. Но она што е што е грешно и што проблемот може да ескалира, да речем така, може да биде ако при разделбата родителите ќе го остават детето и они, знаете, повторно гледаат дали детето влегло внатре, дали плачело, дали играло. Тоа се емоции, тоа е разбирливо, меѓутоа му отежнуваат со тоа на детето. За тоа се вели кратка разделба. Кратка разделба, да, секаде е потенцирано. Краток поздрав. Ама тоа тешко некако оди за родителот. Ама знаете, ако мајката долго седи во ходникот во наблюдува и детето плаче и ќе излезе ќе ја види, тоа се плаши, не може со минути, со 15 на минути, половина час они се разделуваат и детето почнува се посилно да плаче, тоа му влева несигурност и тука разделбата останува разделбата е многу тешка. Исто така мораме да споменеме дека не е добро и нагло да се направи тоа. Знаете како, родителите велат, он плаче кога ме гледа, јас ќе се изгубам и да излезат. Тоа е многу погрешно. Тоа и дома тие искуства се многу погрешни. Зошто? Затоа што детето кога ќе исчезне мајката, се руши довербата. Тоа нема доверба и дома кога ако она отиде во тоалетот, ако отиде во кујната, детето одма се плаши дека тоа искуство кога она побегнала, да речеме, за да не плаче детето се плаши и потоа, знаете, спротивно доаѓа. Кога ќе дојде од градинка, се залепува до мама и не се дели никаде од нејзе. Значи, настанува таа силна приврзаност и страв. Тоа е всушност страф од сепарација. Тоа е страфот од делување и дека ќе се изгуби, нели, дека ќе изгуби објектот што му дава љубов, нега, сигурност, се она што родителите нели представуваат. Исто така е многу важно да споменеме, дека е многу битно да споменеме дека кој треба да го носи детето во градинка. Значи погрешни се уверувањата дека баба, дадилката или некој друг дедо треба да го носат во градинката. Значи тоа треба да бидат објектите мама или тато. Затоа што тој проблем на сепарација и одвојување и нели разрешување на тој проблем што е многу важен за подоцна во психосоцијалното созревање на детето, значи треба да се оствари со објектите на љубов и негователите што го родителите. А како родителите да реагираат на детските солзи, кои што некогаш се многу интензивни? Дали треба да ги игнорираат во даден момент доколку сето тоа трае подолго време? Детските солзи значат нели таа е негативна емоција, емоционално страдање. Децата понекогаш и со плачење ќе се обидат, значи да го добијат тоа што го сакаат. Да го добијат тоа што го сакаат. И ако тие почувствуваат дека тоа во моментот помага, тоа ќе се практикува стално. Пак да не заборавиме за чувствителноста на децата. Не можеме еден генерален совет да кажеме. А ви имате деца кои што плачат, деца кои што вриштат, деца кои што потоа почнуваат да повраќаат, почнуваат да се жалат дека ги боли стомак, родителите загрижени за нивното такво однесување, ќе паузираат нели едно известно време. Не е тоа погрешно, меѓутоа треба да се знае кога детето и колку, рековме, тој период на адаптација може да плаче недела, две. Смирувачки знаете, зборот
сега ќе останеш и ти ќе играш, а мама или тато ќе дојдат да те земат. Значи дека објектот на љубов оди и се враќа. Тоа е клучното и она што го очекува детето. Но, реков, претходните искуства и некакви неповолни околности животни, преселба, ете тука не спомнавте, преселба од една средина во нова средина, так. Значи, сето тоа може да влие негативно. И нов член во семејството. Еве една карактеристична ситуација. Кога ќе дојде нов член во семејството, доколку детето по старото, до тогаш не одело во градинка, дали треба во тој момент да биде запишано? Или пак одело во градинка, но повеќе не сака да припари таму. Како родителите да постапат кога има нов член бебе во семејството? Да, во тие стресогени фактори, добро го споменавте ова раѓање на близок член, на братче или сестриче. И без одењето во градинка, нели нормално родителите доаѓаат да се посветуваат како да го припремат детето за новиот член во семејството. И ако сега тоа е период кога детето треба да оди во градинка или sejedno да поиде на училишта, детето тоа може да го доживее како емоционално отфрлање. Мама ќе се гали со бебето дома, а јас морам да одам, значи тоа е една неповолна околност во смисол убаво што си има член, но детето во тие моменти многу му е важна сигурноста на љубовта на неговите родители, бидејќи нели сега се треба да се дели, љубовта да се дели, играчките подоцна да се делат и така натаму. Значи за да детето влее сигурност, можеби не веднаш, можеби треба да се причека да детето и се адаптира на новиот член, да се докаже љубовта дека мама и тато и него го сакаат, нели низ игра, низ дружење, низ прифаќање на сето тоа, па да се причека малку. Затоа што тоа може да биде едно негативно искуство, па да се пролонгира, подоцна да има реперкусии во подоцнежните обиди за адаптација на детето во градинка. Што до кога адаптацијата трае на вистина долго, подолго 3 месеци, детето не може да се приспособи на новата средина, едноставно ја отфрла таа идеја да оди во градинка. Што родителите да направат, како тој проблем да се реши, дали е решлив тој проблем? Токму во тој момент. Може би треба да се причека, да се направи некоја пауза од градинка. Се препорачува ли во периодот на адаптација да се прават такви паузи? Па сигурно дека може да се направи една пауза и тоа родителите го прават, па да се обидат повторно. И сега и повторното обидување може да биде на исти начин. И како што кажав, ако детето веднаш искусило дека тоа помага, или пак детето е многу преосетливо па не сака, значи искуството ќе се повтори. Реков, понекогаш поддршка психолошка е многу важна на родителите. Да се укаже на некои нивни грешки, свесни или несвесни. Затоа што ние несвесно понекогаш свесно велиме оди во градинка, а несвесно не даваме дозвола. Поинакви сигнали. Поинакви сигнали даваме. Двосмислени пораки праќаме. Двосмислени. Детето ги гледа и емоциите и начинот како родителот се одделува од него. Дали не мама очите и се насолзени, а се случува и тоа во тие први адаптации, во тие први зачекорувања нели во градинката или пак на училиште. Тоа се силни емотивни моменти и за родителите. И тука се даваат совети да малку се видите било каков проблем кога имате до 5 години се работи со родителите. Значи, тука е работа со родителите и дали психоедукативно, дали советување на родителите да работат на собствените емоции во однос или презаштитничкиот начин на воспитување. Знаете, понекогаш... Што многу карактеристичен, ми се чини во ова време. Па, дали во ова време или кај поедини родители, значи презаштитувањето прави да родителот го врзува несвесно многу детето за себе. Тоа се оние, велиме, као чадро мајки или детето расте под сенката, мама го штити во сите ситуации тато и секоја сепарација, значи понекогаш зголемување на тонот во градинка од страна учителката кон друго дете или некои вештини што не се совладани претходно, детето може многу стресогено да го доживее и да не сака да оди во градинка. Значи презаштитува и тука се укажува на тие родителски стилови, како детето се самостои, како да биде со врсници, како да си игра, да доаѓа пријатели, другарче дома, да оди оно таму. Значи, тоа е многу важен дел, знаете, за понатаму. Важно е да овој проблем се реши. Затоа што следен проблем кој што би можел да се јави ако детето не направи добра адаптација во градинка и на 3, на 4, на 5 години, да биде проблемот со поаѓање на училиште. Што не мора секогаш да значи. Детето може психосоцијално да созрее и детето без проблем да поиде на училиште.
И уште да напоменаме, понекогаш детето знае во домот е баба и дедо, а тоа треба да оди во градинка. И тоа плаче затоа што знае дека кој има да го чува, а баба и дедо исто дома го презаштитуваат или му удоволуваат, а во градинка си постојат правила да се соберат играчките, сега се јаде, сега се прави ред за спиење и нормално детето сака. Зошто би почитувало таков ред кога може да си ужива во слободата, што му е возможуваат бабите и тука да има дедовците. проблем исто. А колку често се случува кога родителите се обидуваат по секоја цена детето да го адаптираат во градинки покрај тоа што одбиваат, тие да почнат да се чувствуваат лошо, фрустрирано, па дури понекогаш и да чувствуваат и грижа на совест бидејќи се преупорни во својата намера, па сето тоа да доведе и до нарушување на меѓупартнерските односи, особено доколку едниот родител попушта и вели моето дете не мора да оди во градинка, а другиот инсистира дека е тоа потребно. Ова исто така може да биде грешка. Кога едниот родител вели, еве ти не што инсистираш толку, детето си е добро, еве дома има кој да го чува. Значи детето секогаш, како што претходно кажавме, ќе одбере страната на тој што попушта. И тука треба да се има заеднички став и стил на воспитување, колку да е тоа тешко. Значи да се пратат свесно грешки свесно да не се прават во однос на тоа. Ако детето почувствува дека едниот родител зборува така или дека еве во градинката се случило тоа, па не знам, едно дете удрило друго дете, па сега тоа да се оправда, па еве јас не сакам моето дете да биде во таква средина или таму има деца и вакви и онакви, значи се е тоа значи попуштање на детето и детето секако ќе има проблем во адаптацијата во градинка. Значи, разговорот со учителките може да биде и родителите тоа го прават, како беше денес, што се случи. Затоа што, знаете, честопати родителите велат, одевме 2-3 дена во градинка и он се разболе. Па бев на боледување 10 дена. Повторно тргна во градинка, потоа ушите го заболеа. Па пак тргнавме во градинка, па имаше болки во стомак и повраќања. Значи, градинката може и стресогено детето да доживува, значи имунитетот да паѓа и детето да се разболува, се е тоа проблем со адаптација. Но, причините треба да се бараат и во разговор и да се советуваат родителите како истите да се надминат. Дали тоа значи дека не мора секое дете да оди во градинка? Па и не мора, ако има можности, како и не мора. Примерот има многу примери каде што децата не се адаптирале во градинка, а се адаптирале во училиште и немало никаков проблем со сепарацијата и додат подоцна и на настава у природа и во училиште. Но, за жал, кај некои деца што се многу силно емотивни и каде што се провлекуваат многу воспитни грешки од страна на родителите, тие деца имаат проблем со адаптација во училиште и тоа е една друга тема што ние ја велиме школска фобија. За исти страв се работи, за страв на одвојување, но се манифестира бидејќи возраста, нели, детето е поголемо, на сличен и различен начин од овој што го споменавме со други проблеми. Така, ова е тема која што би било интересно исто така да се отвори, школските фобии, бидејќи еве почеток на новата училишна година, родителите и нивните деца се соочуваат и со вакви предизвици. Ќе биде убаво да бидете повторно наша гостинка. Доктор Бошковска, ви благодарам што бевте дел од Новен Плюс. Мислам дека навистина на родителите им помогнавте како полесно да проидат и тие и нивните деца со адаптацијата во градинката. Благодарам на поканата. Јас сам уште една реченица би кажала, значи проблемите кај децата се развоени. Значи детски психијатар не значи дека детето е, значи тоа се емоционални развоени проблеми, но суштината е да ги решаваме проблемите за да не се фиксираат и подоцна да се манифестираат во различен друг облик. Така. Ви благодарам уште еднаш. Денешна гостинка во емисијата ни беше примариус доктор Мери Бошковска, психијатар за деца и млади од приватната здравствена установа Ремедика. Ви посакуваме веќе, како што споменав, лесна адаптација во градинка, а утре ќе зборуваме за училиштата и за оној притисок постојано да се носат петки. Дали е тоа навистина толку неопходно? Ви благодарам што не следевте. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.